А Македонија, драги наши, последниве години оди чекор напред со дигитализацијата, со интернет платформите, со дигиталните услуги што ги нуди владата и веќе најновите податоци покажуваат дека 38,3% од нашите граѓани веќе користат интернет услуги и се задоволни според проценката на задоволство 49% од 100, што значи дека ова е голем напредок, но и простор за понатамошно до усовршување кога е дигиталното општество и развојот на истото во прашање. Токму затоа, мојата колешка Мери денес ја покани господја Гордана Кленчарова од Министерството за дигитално општество за сите овие прашања подетално да поразговара. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. И верувам дека ќе биде инспиративен разговорот, повелете. Како што каже Оливера, вие сте доаѓате како представник од Министерството за дигитална трансформација, да кажеме речиси ново министерство кое што се занимава со она што навистина е потребно на една држава во ова модерно и современо време, односно дигитализација и трансформирање на општеството кон дигиталниот свет. Кога сме веќе кај оваа тема, она што би сакала прво да ве прашам е за она сајбер безбедност и сајбер нападите, колку Македонија е заштитена и колку вие како министерство се вложувате токму на ова поле. Секој процес на дигитализација го олеснува животот на граѓаните, меѓутоа од друга страна, како што кажавте, и зголемени се нападите и можноста за крадење на податоци, уништување на податоци и заради тоа како држава во 2024 година донесовме стратегија за сајбер безбедност. Врз основа на таа стратегија потоа е донесен и Законот за безбедност на мрежи и информатички системи, кој што е усогласен со НИС-2 директивата, односно законодавството во Македонија е усогласено со европското законодавство. Тоа беше и чекор од реформската агенда, кој што ние во рок го исполнивме и во рамките на Министерството за дигитална трансформација, следствено на овие документи, е формиран посебен сектор за сајбер безбедност и националниот ЦИРТ. Националниот ЦИРТ е всушност одговорен за заштита на од напади, меѓутоа и во случај на напад за давање на инструкции како да се постапи од страна на органите на извршната власт. Колегите се обучувани, центарот е опремен, не можам да кажам целосно, бидејќи техниката се менува постојано и постојано имаме одредени унапредувања и модернизација. Меѓутоа, со помош на меѓународни партнери, на високо ниво е опремен центарот и можеме да кажеме дека до сега успешно се справуваме со можните напади кои што доаѓаат и од земјата и од надвор. Кога веќе зборуваме за дигитализација, знаеме дека исто така и голем дел од македонското општество имаме сепак дел од оние повозрасни генерации кои што сведочеле на периодот каде што немало интернет, каде што не се соочувале со овој модерен свет. Кога зборуваме веќе и за вадење на документи и за слични работи каде што може да се аплицира и онлайн, да се направи на поинаков начин, сепак ние сме сведоци дека голем дел од граѓаните сепак тоа го прават и по шалтерите. Дали постои некаква можност и она повозрасна генерација да може да се извади документ онлайн или на некој друг начин, да не чекаат со часови по шалтерите, бидејќи знаеме дека старосната граница на вистина и онаа возраст со која што се соочуваат тие може да биде проблем за да се чека во еден шалтер по 3 или по 4 часа за да се извади еден најобичен документ. Така. И целта на дигитализацијата во секоја држава е да го олесни животот на граѓаните и да им овозможи брзо и едноставно да ги добива документите кои што ги обезбедуваат државните институции. Во осамостојувањето на Министерството, сакам да кажам, бидејќи претходно било во рамките на Министерство за информатичко општество и администрација, од 2024 интензивно се работи на дигитализација на услугите и преку порталот услуги.gov.mk се зголемени трократно бројот на услугите кои што се нудат на порталот, со тоа што е дадено особено внимание на услугите кои што пофреквентно се користат, односно оние кои што највеќе им се потребни на граѓаните и на компаниите. Секојдневно се доставаат и нови услуги врз основа на барањата на граѓаните и на бизнис заедницата. И сега не е потребно да одите на шалтер, да чекате во редици, нели како што имаше случај да платите за да услугата ви биде побрзо завршена. Сега можете од вашиот мобилен телефон или од дома, од компјутер, од лаптоп да си аплицирате за услугите и да си ги добиете електронски. Електронскиот документ е валиден и има важност исто како и хартиената форма на документот.
За повозрасната Што генерација... е токму со повозрасните? Например, со нашите мајки, со нашите баби кои што треба да извадат одреден документ, а не се блиски со технологијата, не знаат да отворат мејл, не знаат да пребаруваат на интернет. Што правиме со нив? Затоа што сепак не имаме и голем дел од, како што кажавме, веќе од повозрасна генерација, што имаат навистина и потешкотија, па и можеби е голем предизвик за да извадат документ онлайн. За повозрасната популација или оние кои што не се толку блиску со технологијата се отвараат ето-центри, односно единствена точка на услуги, каде што може да секој граѓанин да отиде и да побара од нашите вработени во негово име со овластување да му се издаде одредената услуга. Значи, тие електронски ја вадат, не мора да одат на шалтер, одат во нашиот центар. Треба да одат во некаков центар, возрастните да кажат на вработениот од која ми треба овој и овој образец, направете ми го онлайн. Да, му дава овластување на вработениот, го пополнува, значи, и во негово име вработениот од Министерството за дигитална трансформација аплицира за документот и потоа каде ги имате овие центри за повозрастните да знаат каде да се упатат? Значи, во поголемите градови во сите имаме и интензивно работиме на отварање на нови центри. Значи, имаме во Скопје, во општина Аеродром и во Стара комерцијална банка, имаме во Куманово, во Тетово, во Охрид, во Битола, во Свети Николе, во Штип. Најчесто ги отвараме во општините, заедно со општините, бидејќи нели секој простор носи одредени трошоци. Најчесто се договараме со општините да ни отстапат простор и нели да обезбедат трошоци. Има ли искористеност на овие услуги? Доаѓаат ли пензионерите повозрастните луѓе да... Да, доаѓаат, мислам некои дури од љубопитност доаѓаат, дури да проверат дали стварно функционира, меѓутоа во последно време се научија дека е многу полесно и поедноставно да си ја добиеш услугата електронски, отколку да чекаш на шалтер и да одиш неколку пати. Значи, кога ќе одиш на шалтер, прво аплицираш класичниот тип, одиш аплицираш, па после неколку дена одиш да си го земеш хартиениот извод. Сега не е потребно да одиш неколку пати, одиш еднаш, аплицираш и потоа електронски стига документот кој што го барат. Така што може да го искористиме ова ваше гостување да испратиме и апел до оние повозрасни генерации да ги користат вашите услуги, да појдат до вашите центри и да побараат помош од вработените во Министерството за дигитална трансформација за да се извадат документите на оној дигиталниот и полесниот. Пато да не се чека на шалтерите, да не се прави гужва кога навистина и нема потреба, имаме и друг начин да го регулираме тоа. Кога сме веќе како да се користат електронските услуги, вашето министерство најави дека ќе има неколку како би ги нарекле како апарати со кои што ќе може да се вадат одреден број на документи како М1 и М2 образец, како мислам дека беше потврда и за државјанство, требаше да бидат ставени, дали се ставени во функција, ако не се ставени, се надам дека за кусо време би била ставени во употреба, кога би било тоа? Тие беа во тест период, значи требаше да се направи одредено прилагодување со банките за да може и плаќањето да се врши, бидејќи преку порталот веќе може да се врши плаќањето. Меѓутоа се сетира апаратите за да може исто електронски да се плати услугата. Дел од апаратите се набавени, секоја година во зависност од финансиските можности ќе набавуваме нови апарати и значи при крај сме со постапката за избор на банки кои што ќе го обслужуваат електронското работење. Се надеваме дека после одморите ќе почнеме веќе со поставување и промоција на овие апарати. Има апарат поставено и кај нас во Министерството, меѓутоа во моментов може да се извадат тие услуги кои што се бесплатни, бидејќи нема можност за плаќање, да. Например, од централен регистар да се извадите податоци, да си ги проверите, потоа може да извадите од Агенција за вработување за стажот информации. Тие се бесплатни документи кои што може да ги извадите и сега на апаратот. Меѓутоа, еве да кажеме се зависи од постапката, веќе понуди се стигнати во теке евалуација. За оние бесплатни податоци што може да ги извадиме од тие апарати, што е потребно да направиме? Што треба да носиме данас? Лична карта, пасош, што треба да носиме за да може да пристапиме? Документ за идентификација, значи или лична карта или пасош, се скенира истиот на апаратот, ве препознава апаратот и после тоа стискате на која услуга односно за која услуга сте заинтересирани и понатака во води системот каде да... За колку време од прилика би се извадил, да кажем, одреден документ? Дали еве, затоа што навистина не гледа нас и повозрасна публика и навистина имаме потреба повозрасните да знаат дека не е толку страшно, дека како што напредува општеството, како што се дигитализираме,
всушност ни залеснува животот, да им кажеме токму на нив дека може да извадат документ за колку време? 1 час, 2 часа, 2 минути? Има документи кои што може да се извадат и за 1 минута, има документи за кои што е потребна и некоја подлабинска проверка, например за документот за осудуваност, за забрана за вршење на дејност, каде што е потребно подолго време. Значи нема унифицирано за колку време, со тоа што например еве за потврдата за осудуваност, за неосудуваност, порано требаше да се оди во местото каде што сте родени, таму да поднесете барање и потоа кога ќе биде готова да ви известат и да одите повторно во местото каде што сте родени да си ја подигнете. Сега тоа може да го вршите на порталот услуги Gov.mk или пак на апаратот кој што ќе биде поставен на пофреквентни места. На почетокот ќе имаме и лица кои што ќе помагаат за користење на апаратот, меѓутоа е многу едноставно користењето, односно самиот апарат ве води како да стигнете до бараната услуга. Така е, ние како новинари и вашето министерство направи една презентација на самите апарати, можевме да бидеме свидетели дека навистина е многу едноставно и дека секој може да се снајде на тој апарат, бидејќи е толку просто напишано што навистина и нема можно да се сгреши и да се утне целата постапка. Како што зборуваме за постарата генерација, би сакала овде малку да свртиме темата и на она помлада генерација, односно за булингот и за нападите на децата на интернет. Како вашето министерство се поставува околу оваа работа, бидејќи навистина сме сведоци за она што се случува во општеството широм светот, но и во Македонија, за оние напади на децата врз интернет, социјалните мрежи. Што вие како министерство можете да направите и кои се вашите препораки и чекори? Министерството само како себе не може да направи ништо. Секогаш е потребна координирана активност заедно со училиштата, со наставниците и со родителите секако, бидејќи не може да се прифрли топката на еден. Сепак, нели, мобилниот телефон децата го добиваат од дома, и сега за жал многу мала популација почнала да користи интернет на телефоните, што според нас не е во ред, бидејќи на самите платформи на кои што се закачуваат има реклами кои што ги привлекуваат и кои што ги тераат децата да седат што подолго на мобилните апарати, односно им го одвлекуваат вниманието и да сакат да прекинат поради тие содржини кои што постојано им се појавуваат, тие никако не можат да се оделат од апаратот. Министерството за дигитална трансформација заедно со Европската унија и копартнери имаше проект кој што траеше 18 месеци и каде што се вршеа обуки во училишта на наставници, на ученици и на родители. Исто така отворивме и центар кој што за побезбеден интернет, кој што се наоѓа во зградата на Министерството за дигитална трансформација. Центарот е отворен секој работен ден, може да го поседат и родители, и наставници, доаѓаат и ученици заедно со своите наставници. Им правиме презентација, значи филм како да се користи безбедно интернетот, што смеат да споделуваат на интернет, кои податоци и слики не се безбедни да ги споделуваат, како да не прифаќаат лица кои што не ги познаваат. Исто така имаме и отворено посебна веб страна на МК-Сейфнет, каде што секојдневно се постираат едукативни материјали. Имаме за помладата популација во вид на боенки, имаме апликација која што е бесплатна и која што родителите може да ја симнат и да ја инсталираат на телефоните на своите деца, каде што може да се контролира времето на користење на интернетот, да им се ограничат одредени содржини кои што ги гледаат и нели да имаме некако вид на контрола и заштита. Да сумираме, значи Министерството за дигитална трансформација работи во полна пара, се работи и за најмалата популација, но и за повозрастните. Ви благодарам што бевте дел од утринската програма на телевизија Алфа. Уште еднаш да испратиме апел токму на оваа тема што зборувавте, сите повозрастни генерации кои што навистина сакате да извадите потребни документи, лични документи, доколку не сакате да чекате на шалтирите, обратете се во центрите кои што ги има Министерството за дигитална трансформација и електронски ќе ви биде помогнато тоа да го направите. Кленчарова, ви благодарам на вашето утринско гостување во нашата утринска програма. Во интерес на времето би сакала и би морала да го прекинам разговорот, иако се надевам дека во наредна прилика ќе можеме да зборуваме и за многу повеќе теми токму за вашето министерство, бидејќи навистина според ова што вие кажувате имате што да не кажете и какви новитети ни нудите. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас на покана. Ви благодарам се за доброто на граѓаните.